Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Денес имам големо задоволство да разговарам со една личност која што ја знам долги години. Таа беше во светот на музиката, но за време на студиите реши да се профилира во актерка. И тоа не каква било, туку врвна. Станува збор за Билјана Драгичевиќ Пројковска, кој што не остави без здив со нејзината последна продукција, со една монодрама која што длабоко нурнува во женскиот свет и не може да ве остави рамнодушна. Нема да должам многу, ќе посакам добре дојде во емисијата. Добре дојдовте, Билјана. Добре најдов. Прв пат виртуелно. Баш сум среќна. Супер, што ние ќе можеме една наша премиера да ја врземе со такво едно врвно актерско име. Јас верувам дека кога велат емисијата е гледана од гледачи од 7 до 77 години, тоа е токму ваква емисија, зашто најмладите ќе се сетат на она првото Јухи Јухи Јеј од Петко. Тоа е гласот на Билјана Драгичевиќ, но сите други генерации ќе си приспомнат на многу остварени улоги на театарската сцена, во драмскиот театар. Вие се јавувате и како режисер, и како кастинг, директор и така натаму, но не сум јас тука да зборувам, туку вие. Ајде сега да се вратиме во детството, бидејќи детството од вас никогаш не излегло. Какво ви беше детството, што ве наполни со толку енергија која што ве држи и денес? Најверојатно сум така создадена и така родена да сум дете цел живот и да останам дете до крајот на својот живот. Растени сме генерацијски со интересни серии. Значи бевме дел од една прекрасна земја Југославија и имавме можност да гледаме многу на таа тема. Така да секогаш тие детски емисии беа голема инспирација за мене. И еден ден сонував ја да им се посветам на децата и секако секој сон во кој веруваш и се остварува. Така да Јухи Јухи Јеј и Петко се всушност една детска мечта за децата да растат поубаво и да растат подобри генерации од оние што бевме ние. Така да во детството кога би се вратила се занимавав и со музика секако. Тоа е исто еден чекор плюс кој мислам дека секое дете треба да го изоди, затоа што музиката е просто еден друг живот, едно друго темпо во самиот човек, што мислам дека секое едно дете треба да го осознае, затоа што музиката создава една друга перспектива која во животот те води и ти дава сила. Така да музиката и глумата која ќе се спојат создаваат едно прекрасно дело. Како ви беше детството? Сигурно одевте на многу секции, одевте во музичко училиште. Таква беше реалноста на нашите генерации. Ке се сетите на некоја детска игра, од секогаш сакавте да им приредувате представи на вашите другари? Бевте активна? Или подоцна дојде тој порив? Не, секогаш. Секогаш бев јас таа што
предлагаше игри во малото, каде што живеев, исто и кај баба ми и дедо ми каде што често одев. Правевме големи фестивали, каде што настапувавме со песна и со имитации. Како мала патував исто така во Скрат, тоа е едно место во Хрватска, каде што секоја година се собираат деца од цела Југославија и токму тоа беше и извикот 21 ден да се дружиш со деца од други градови. И таму исто така создававме представи, имитации, се дружевме, така да омилена игра секако ми беше ластик и тоа ја играв до свои можда 15-16 години, не престанав да ја играм и многу ми е жал што денеска децата не ја играат таа игра, затоа што и текако е важна за целата физиономија и за развојот на телото. Али во секој случај сакав да секогаш да бидам јас таа што ќе започне некаква играрија и таа многу брзо се ширеше и кај останатите деца и правеше една хармонија во нашата дружба. Во секој случај детството е интересно кога на детето му е дозволено да се игра и да биде дете. Вие потоа продолживте во средното музичко училиште, тогаш верувавте дека ќе бидете музичар или уште од тогаш некако си ја поврзувавте иднината со актерството и со факултетот за драмски уметности? Од секогаш потајно сонував дека ќе бидам актер, иако тоа никогаш не се знае. Сонот е едно, реалноста е друго. Значи, вие можете да сонувате до бескрај, но ако сонот не е остварлив или не е успешен, тоа никаде не води. Така да, мојата желба е уште, не знам, од некои 5-6 години, од кога сум свесна за себе, со пеење и со играње. Значи, реалната желба ми се појави негде во средно училиште, не, и во основно, секако, ама во основно училиште, да кажеме 90% од децата сакаат да се занимаваат со театар и да играат представи, а веќе во средното музичко училиште треба да се определи што сакаш да бидеш кога ќе порастеш. Интересно беше, во музичко носев, крадев камера од дома, имавме една M7 камера, која ја добивме како подарок од едни пријатели од Германија и таа беше огромна камера. И јас не знам како тајна ја изнесував од дома, иако може би моите и приметувале, ама не ми кажувале дека приметуваат, пошто не може толкава огромен предмет да се изнесе од дома. Како и да јас го изнесував и снимавме во училиште со денови, скечеви, влегувавме во училници, разговаравме со професори. Тоа беше еден дел од нашата забава во средно музичко училиште, освен учењето, секако правењето представи. И во секој случај тоа се иницираше, имав прекрасна класа која навистина со задоволство ги прифаќаше моите идеи за игра и моите шеги, моите имитации и правевме чудо. Чудо и забава не само за нас, туку и за професорите. И така некако спонтано одлучив да се бавам и со глума, иако не знаев кој е патот, просто одлучив да конкурирам на двете академии, па ако ме примат на ФДУ, ќе појдам таму и ќе видам како е. Така да конкурирав на двете академии, ме примија на двете, но сепак ќе избрав глумата, но музиката е секогаш со мене, не ме напушти, иако не вежбам клавир. Иако си ветив дека кога ќе завршам средно, дека ќе останам да вежбам клавир и дека ќе идам кај професорката моја Рита Трпчева Поповиќ да идам на часови кај нејзи секој ден, но музиката остана само во мојата душа и во мојата глава. Театарот секако е во голема корист со глумици како вас, бидејќи вие не сте единствениот случај. Јас морам со жалење да споменам дека и Билјана Беличанец излезе од музичкото училиште, врвна актерка, Звездана Ангеловска и многу други кои што имале допир со музиката, тоа се чувствува на сцената и се искористувани токму во такви проекти. Вие маестрална бевте и во музичкиот проект поврзан со АБА,
Мислам дека луѓето тогаш дефинитивно сватија дека не сте аматер во музичките води, туку станува збор за полупрофесионалец или професионалец, да кажеме, ете до таа возраст. Сега да скокнеме многу години понатаму, а ќе се вратиме и на следниот период, со последното ваше остварување, час и половина, јас не можев да верувам дека публиката не забележа кога летнале. Вие сама на сцена не се служевте со вон музички, да кажеме, навистина беше минимална музичката илустрација во представата. Толку време да држите внимание со еден текст, да скокате во толку различни расположенија, беше голем подвиг. Кажите ми, дали пандемијата ве натера да влезете во монодрамата или можеби ја засили, ја забрза таа желба и остварување на едно вакво дело? Јас ве прашав после представата како издржавте толку, рековте како да научите една музичка партитура, да направивте и таква паралела. Кои се механизмите акторот да остане концентриран, високо концентриран толку време? Значи, да се направи една монодрама, ние актерите секогаш го мечтаеме тоа и сметаме дека треба да созрееме и да имаме некое големо искуство за да стигнеме до една таква цел, пошто сметаме дека е тоа на некој начин врвот на нашата кариера. За среќа или несреќа, со појавата на пандемијава, свативме дека не свативме, туку видовме дека културата на некој начин скроз се инхибира и се затвори. Година и пол останавме без репертоар. Меѓутоа, од друга страна, цела среќа, што во оваа несреќа, што имавме можност да останеме малку со самите себе и размислиме за тоа што понатаму во живот. Во смисол, динамиката која имавме предходно во нашите животи не ни дозволи да можеби размислуваме за самите себе и за една форма како што е монодрама. Значи, за монодрама навистина пред се треба да се избере добар текст или во музиката добра композиција, секако да ја сакаш, срцето да ти пее. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе ја научиш многу побрзо како текст, затоа што сепак час и половина се збори не е мала работа. Тоа се прилика по 12 сати вежбање секој ден, проби. Да кажеме дека ако во декември почнавме да го читаме романот, значи негде ние работиме околу 4 месеци вкупно на 4,5 месеци на оваа монодрама. Во секој случај, текстот е прекрасен и тој води кон остварување на целта. Така да, пак ја кажам, во целата оваа несреќа се создаде едно прекрасно дело кое се надевам дека и текако ќе биде гледливо и дека публиката ќе сака да го гледа, иако е од времето на значи 1966 година, некое минато време кое мислиме дека можеби и не кореспондира со нашето, а и текако многу кореспондира. Така да може представата и ќе ве насме, и ќе ве растажи. Во секој случај, мене ми е многу голема желба да ја играм, затоа што кога повторуваш едно дело повеќе пати, ти влегува во порите и не го чувствуваш како тежина, туку како нешто што сакаш да го покажеш и да си играш со него. Тоа ќе го примети и публиката, затоа што сепак час и половина слушаш некој како ти зборува, малку звучи страшно, но не, мислам дека е забавно, како што и публиката го покажа тоа со аплауз и со коментари после представата. Еден соло рецитал, како имате соработувано со многу режисери, како е да се соработува со сопругот, со животен партнер и партнер во работата, партнер in crime. Како беше? Дали се барањата, очекувањата поголеми, дали постојат тие стравови дека ја немате дистанцата, да кажеме, или стравопочит кон режисерот, или беше олеснителна околност? Мислам дека е ова второто, дека е олеснителна околност, затоа што ние се познаваме. Тој ги следи моите работи, значи се што работам, тоа е
цевес ден присутен на некој начин, исто и обратно, затоа што јас го следам во се она што тој го прави и јас сум презадоволна како тој ги гради представите и тоа е нешто што ми се допаѓа. Се прашувам, можеби да не ми се допаѓало тоа, не знам ли колку ќе влеговме спретно во целава оваа работа. Меѓутоа, сите негови представи во изминативе години јас сум навистина одушевена и затоа немав никакво прашање дали ќе ја биде представата или нема да ја биде, затоа што искуството што го имаме двајцата, мислам дека не води кон резултатот во кој не доведе. Сега, значи, поставивме јасни граници на почетокот дека ќе работиме како актер и режисер, затоа што тоа е најважно за да се направи еден добар продукт, кој секако ќе живее долги години. Така да, иако звучи многу 12 сати на ден, сепак навистина толку работевме со некоја кратка пауза за ручек, и не ни беше досадно. Дури тој ми помагаше и во суфлирање на текст, значи при анализа на текст, секако режија и изгледот на целата представа, така да взаемно се споивме апсолутно, не знам, просто магично, најверојатно поради љубовта за тоа што го правиме. Така да, всушност, немавме никакви проблеми. Дали некогаш во кариерата ви направи проблем тоа што ве гледаат и во детски улоги, во сериозни представи? Дали почувствувавте дека морате засилено да работите, да се наметнете, конечно да ве сватат за сериозна глумица, иако мислам дека сите оние што имаат мала доза на резерва, после монодрамата ќе сватат за каква раскошна и каква зрела глумица станува збор. Кога почувствувавте дека се случи тој пресврт, затоа што луѓето како по инерција имаат навика некого да сметаат новата генерација, млада глумица, млада и надежна, колку години треба да поминат да бидете зрела глумица? Најверојатно таа зрелост се случува негде после 30-та година, затоа што и покрај факултетот, колку и да сте успешни на факултет, сепак треба некое искуство понатамошно животно и секакво за да може да се поминуваат улогите на различен начин. Затоа што јас сепак преферирам секоја улога што ја правам во животот да не наликува на другата, на другите улоги, колку што се може. Сега, мојот пат бил секогаш чекор по чекор. Значи, ништо не сум добила наеднаш и ништо не сум добила многу. И тоа мислам дека ми има помогнато во животот да ги осознавам работите и да одам полека кон секоја своја цел. Што се однесува до улогите, значи секако во младоста добиваме улоги кои многу емотивно ги доживуваме и просто не знаеме како да се справиме со нив, а после некое поголемо искуство, во случајов можам да кажам дека после представата Поблиску, која ја режираше Слободан Унковски, значи можам да кажам дека па и Земјомерот на Владе Милчин, професорот, значи осозреваш како актер, меѓутоа и со години си зрел да носиш една таква улога. Сега, значи пак ќе кажам, не може резко да се каже од 30-та, од 32-та, од 18-та, значи животот е чекорење на долги стази. Просто мораш да си присутен секогаш и присутноста да биде секогаш интересна за публиката. Значи, тоа што сум работела детски серии, сум ги работела на детски начин. Тоа што сум работела детски представи за возрастни, сум ги правела на начинот да бидат блиски за возрастната публика. Или мюзиклите, во кои исто така немавме многу големо искуство кога почнавме да ги работиме, но сепак тие искуства носат таква моќ да навистина у еден момент сваќаш дека си ти тој создавачот на делото и веќе не се плашиш од ништо што е врзано за театар и театарската сцена.
Го споменавте стравот, но мене ме интересира како се справивте со срамот. Дали тоа соголување до гола кожа и целиот дух соголување пред публиката ви се случи за време на студиите? Раскрстивте тогаш со тие работи што значи да се биде актерка, многу посоголен од обичниот човек, каде што ќе немате задршки, резерви, на кој начин нешто ќе донесете на сцена. Беше тоа уште со запишувањето на факултетот за време на студиите, може би некоја клучна личност има која што всушност вие замислувавте едно, па ви кажа дека актерството е нешто друго, или може да се сетите кој е тој момент на пресвртница? Стравот некако секогаш постои и секогаш ќе постои. Меѓутоа, соголувањето на душата и телото секако настанува во оној момент кога се запишуваш на факултет за драмски уметности, кога разбираш дека пред се треба да бидеш отворен кон себе, отворен кон другите и тоа признавање е комплицирано да излезе од нас, затоа што искача само на едно ниво, преку солзи и преку страшна тага и стрес. Меѓутоа, тоа се тие први чекори кои се случуваат на факултет. Меѓутоа, секако сваќаш понатаму дека тоа е нешто што ќе мораш да го правиш и духовно и телесно. Значи, меѓутоа, секогаш сме, како да кажам, секогаш сме барале од режисерите оправдување за одредени сцени, што сметаме дека можеби не треба да се случат во одредена представа, некакво, да кажеме, телесно соголување. И кога ќе си кажеме себе си дека е тоа оправдано, тогаш го правиме без проблем. Значи, за се треба да имаш сигурност, дури и за тоа. Во смисол, сигурноста која поминува низ твојата глава и со која го процесираш тоа дали треба да го направиш или не. Меѓутоа, повторно се јавува тука искуството и годините работа, кои ти кажуваат дека само треба храбро да се носиш со секоја улога. Јас знам дека секогаш на младите актери им е тежок влезот во театар, затоа што некои влегуваат одма како бум, некои влегуваат како мене чекор по чекор. Меѓутоа, секое појавување е нова борба и нов почеток за самиот актер. И сметам дека само храброста е таа што не мотивира. Така да, конкретно одговор немам на тоа прашање кога сум го почувствувала тоа, затоа што константно се бориме со некакви своји демони, кои на крај ги покриваме со она што значи успешна улога. Имате искуство и на филм, имате искуство и како режисер театарски, како кастинг директор. Каде сте најдоминантна? Дали е сепак актерството она што е примарната дејност, вашата природна средина и како е да си имаат сите тие искуства, дали и самата глума добива на вредност, добива на сигурност, или некогаш ви е тешко да ги разграничите тие можности? Дали се фативте некогаш можеби во нека стапица, дека размислувате како глумица, треба да имате малку пошироко гледање на нештата? И кога добивте желба конечно да си ги проширите можностите или од секогаш така паралелно возите? Секогаш некако кај мене се случува паралелно работите. Само што завршив факултет, ме повикаа да работам на една супер феноменална детска серија Наше мало.
како dialogue coach прво, а потоа и како кастинг директор. Ја и не знаев многу околу тоа што значи кастинг директор. Меѓутоа, од секогаш сум сонувала како дете дека освен тоа што сум сонувала дека ќе бидам актер, сонував дека еден ден можеби јас ќе бидам таа што ќе ги бира глумците за филм. И тоа беше многу интересна мечта, значи тоа ми се случуваше затоа што многу се возев со автобус и гледав ликови разни и ми се појавуваше тоа што би било кога ја дури не знаев ни да го изговорам дека е тоа кастинг директор, туку што би било кога јас би била продуцент и кога би ги бирала ликовите. И сега тоа на некој начин ми се појави во некоја 22-3 година од мојот живот да станам кастинг директор на Наше мало и така приказната продолжи. Затоа што секогаш ме занимале ликови, тоа се снаоѓа многу добро затоа што пред се си ги сакам колегите, ги следам во сите нивни представи, изведби и така натаму, значи од сите градови. Дел од нив сме студирале заедно, дел од нив ги запознавам допрва. Меѓутоа, секогаш сакам да сум присутна во нивниот свет и да ги запознам најдобро што можам, за да можам да ги понудам на режисерите како некакви ликови што ќе им се потребни за филм, за серија, за што и да е. Така да, во мојот живот паралелно се случувале работи. Како режисер на детски представи тоа се случуваше исто што туку завршивме со факултет, се пробавме и во таа сфера. Значи, сакам да кажам дека доколку ги контролираш сите работи, можеш многу добро да се снајдеш во сите нив. Секако театарот ми е на прво место, но сакам да го работам и кастингот, сакам да бидам и диалог коуч, работам во телевизиски емисии со деца работам за деца, значи пред камерите, така да сето тоа успешно може да се делегира затоа што искуството ја носи стабилноста, затоа што сите овие работи што ги зборам сега, да ги зборам пред 20 години ќе беа не можам да постигнам, како ќе го направам ова, каде ќе ме одведе ова, а сега со мирнотија и со љубов може се да се постигне и тоа на најдобар можен начин. Откако влеговте во Драмскиот театар, му останавте верна. Не зборувам тука за гостувањата, за другите проекти што доаѓаат паралелно, еве што говоревме претходно. Дали добивавте непристојни предлози? Некакви примамливи понуди, дали размислувавте, зашто јас знам дека вие одлично синхронизирате и во Србија детски серии, вам и тој јазик не ви е туѓ. Верувам дека после некоја маестрална улога, после некоја награда, доаѓале и такви предлози. Имаше ли нешто што сериозно ве замисли да ја напуштите средината? За жал не. Морам да разочарам публиката, затоа што, не знам, мислам дека мојот пат не е во тој правец, иако мечтам дека сепак еден ден нешто што ми е најнеостварена желба во животот е, да кажеме, филм. Значи, секогаш сум работела зад камерите и така натаму, меѓутоа, остварување на некоја голема улога ми е голем сон и се надевам дека колку и години да имам, нема да жалам и ќе сакам да партиципирам и да бидам дел од тој свет. Не можам да кажам дека не сум задоволна од изминативе години, затоа што навистина кога би се свртела наназад, имам што да раскажувам за себе. Така да, што се однесува до некакви предлози или заминување надвор, никогаш не ми паднале на памет, затоа што овдека ја најдов среќата и задоволството во сето она што го работам.
Па кога сте во такви светски контексти со врвен режисер покрај себе и како животен сопатник, но знаејќи дека досега сте ги оствариле сонништата за кои што сте мечтаеле, верувам дека ќе ви се случи и ова што го споменувате, и нека голема филмска улога. Се смени ли светот во однос на актерството? Сепак паметите некои времиња, споменавте и поранешната држава, она што значеше глумица, во тоа време значеше едно, глумиците беа класично убави, раскошни. Денес инфлуенсерки, оние што го креираат мислењето, пак се сврте приказната во една многу лоша насока, но за среќа во меѓувреме почнавме сериозно да ги сваќаме и глумиците кои што имаат многу повеќе да кажат со умото, што визуелно или со гегови, или ги следите ли тие процеси? Како себе си еве би се опишале и кои се вашите најсилни адути, затоа што секогаш оставате впечаток со секоја една нова креација? Што би рекла Кармен во представата, живееме во време на амбалажи, поважно е што е надвор отколку тоа што е внатре. И тоа е точно. Значи се бавиме со некоја амбалажа, со нешто што е надворешно, а не внатрешно. И мислам дека правиме огромна грешка. Надворешната убавина, да, убава е, меѓутоа внатрешната е уште поубава. Моето мото секогаш било значи, тоа што го имам да го покажам на сцена пред гледачите, затоа што тоа е мојата професија. Сега, што се однесува до фигуративно надворешниот изглед или како сакаш да те видат другите, секако никогаш не сум била човек кој сака да биде или прегласен или пренаметлив. Значи, мојата душа и она што го работам е на сцената. Така да, моите адути се упорност, љубопитност, значи, издржливост за професијата, и пак ќе кажам, која е на долги стази, не е на кратки стази, така да сето тоа е нешто што треба да го води еден актер, доколку сака долго време да обстане на сцената. Кои ви се сонувани актерски остварувања, улоги? Има глумци што целиот живот мечтаат и ја чекаат и животната зрелост за да одиграат нешто од Шекспир. Што ви е драго? Битовите драми, можеби нешто современо? Што би сакале во иднина да ви се случи? Тоа е многу интересно прашање кога ќе го постават, затоа што мене и да ми се случи некоја неостварена желба, еве да кажеме да сакам да играм кралица Маргарита во Ричард III, што ми е неостварена желба на вистина и се надевам дека еден ден ќе ја добијам таа улога, но секогаш сум се прашувала што значи тоа. Можеби јас имам друга визија за тоа како сакам да изгледа таа кралица, а режисерот ќе има друга визија и дали всушност ќе се случи тоа поклопување. Сега ова банализирам, нели? Него во суштина имаме ние секогаш идеи за тоа што сакаме да играме, но суштински е за мене многу поинтересно да како предизвик да ја добиеш улогата и да и најдеш, да ја обоиш и да и најдеш право место во представата за да биде видлива и препознатлива. Така да најинтересното всушност кај актерите, тоест кај мене, е дека јас сакам предизвици, а мечтањата за представите се всушност мечтања за нови и нови работи, али не конкретни, туку да бидат изненадување и да бидат предизвик. Многу интересен одговор. Вашите родители предпоставувам дека се горди штом сте успешна и задоволна и исполнета. Верувам дека е тоа главната мисија на секој родител. Не знам дали одговарате со проекцијата за вас, дали ве замислувале да бидете музичар, музичарка, актерка или нешто трето од оние професии што се валоризираат. Нели ние сме ветер и магла и така не тешко разбирливи за повеќето луѓе. Што е во однос на вашите две ќерки? Вие имате визија за нив, можете, самата сте кастинг директор, можете да ги видите од сега каде ќе припаѓаат, во кои сфери?
Секако ја сакаат уметноста, го сакаат театарот апсолутно. Дарија имаше искуство како помала со надсинхронизации, со кратки снимени серии. Антонина не толку многу, бидејќи е малку посрамежлива и помала. Во секој случај, ја им посакувам се најдобро во сето она што сакаат они да се видат. Секако, јас и Дејан се обидуваме колку што можеме да им покажеме од нашиот свет и би ми било интересно секако да може би се бават со оваа професија или слична на овие професии во смисла режисер, во смисла се што врзува кастинг директор, монтажер, камерман, не знам, се што ја врзува нашата уметност, костимограф. Меѓутоа, они секако, како и секое дете, сонуваат за некаква, условно речено, заинтересирани се за нашата професија, секако. Меѓутоа, каде ќе ги одведе животот, не знам, Антонина мечтае да стане актер, Дарија мечтаеше, а сега има некакви други интереси. Но во секој случај нашата задача е да им понудиме се што можеме за да всушност се пронајдат себе си во овој свет. Јас ви посакувам да ви се случат уште многу улоги како Кармен и како другите кои што оставиле печат и на вас и на нас. Некој мечтае да отпее Кармен на Бизе, вие ја изговоривте вашата Кармен и како што го почнавте тогаш разговорот, таа тема кореспондира и со денешницава. Женските теми се вечни. Вие отворивте многу прашања, јас ви посакувам само оние позитивните да ви се случат, да бидат што помалку болни, она што го видовме на сцена, што ги покренавте и толку минути остана, односно секунди, да ви се заблагодарам за овој разговор и да ви кажам дека кога и да појдете во книжарниците на Литература МК, ќе можете да си одберете подарок книга од продукцијата на Арс Ламина и да се сеќавате на ова премиерно виртуелно интервју, како што рековте. Ви благодарам многу, секогаш отворена и искрена и ќе се радуваме и после следната успешно завршена работа на Штиците што значат живот. Ви благодарам од се срце.